се одложи судењето за грабнувањето на Ангел Стојанов Опашот. Судот не го обезбеди сведокот кој дал исказ во истрага, но не се појавил на главен претрес. Расте интересот за крводарителство. На летната традиционална акција најголем дел се млади на возраст од 20 на години. Крводарителската акција продолжува и утре. Локализиран, но се уште активен е пожарот кај Бањичко Кале. Огнот бесне е 8 дена и опожари територија од 1000 хектари. Гори дап, бука и деградирана шума. Се одложи судењето за грабнувањето на Ангел Стојанов Опашот. Судот не го обезбеди сведокот кој дал исказ во истрага, но не се појавил на главен претрес. Пред почетокот на денешното рочиште судот бил известен дека сведокот моментално престојува во Германија. Адвокатот на обвинетите за грабнувањето Перо и Борис Нацеви обвини дека еден од сведоците во својот исказ зборувал невистини. Навел дека го забележал автомобилот со кој се превезувале Нацеви, но според нивниот бранител тоа не можело да се забележи. Поради ова побара реконструкција на неговиот исказ, но судот го одби предлогот. Не прифати ниту повторување на исказите од двајца сведоци. По ова се одложи рочиштето. Инаку денеска до судот пристигнала и листата со повици од мобилниот телефон на еден од обвинетите. Таа неверојатно ќе се анализира во следното рочиште. Перо и Борис Нацеви се обвинети за грабнување на својот сосед Ангел Стојанов. Тој се води како исчезнат од 7 март годинава. Предходно, обвинетите го пресретнале кај градскиот пазар и го претепале поради предходни несогласувања. Го товариле во автомобил и го однеле во близина на вливот на Бабуна. На почетокот на судскиот процес тврдеа дека кога го оставиле, Ангел бил жив, но од тогаш му се губи секаква трага. Голем одзив на летната крводарителска акција која традиционално 19-та година поред ја организира Општинскиот Црвен крст. Граѓаните чекаат на ред за да даруваат крв. Првично од стартот на акцијата задоволни се и екипите од Републичкиот завод за трансфузиологија. Велат дека очекувале, затоа што крводарителите секогаш се добро информирани и планираат да даруваат токму на оваа акција. Оваа година забележливо е присуството на млади крводарители на возраст околу 20 години. Лекарите се пријатно изненадени. Потврдија дека во првите часови имало граѓани кои на акцијата за прв пат дарувале. Има добра организација, добра информираност на дарителите и е традиционална, по 19 пат се одржува и една од најмасовните, така да се повторувам, дарителите се чуваат за овој датум. Има и првократни, има и млади кои што веќе се редовни, се јавуваат на 3-6 месеци, така да е тоа добар одзив. Летната крводарителска акција се одржува благодарение на желбата и активностите на волонтерите од Црвен крст. И годинава е така. 20 мина од нив се погрижија за целокупната логистика и направија се да тече во најдобар ред. Како волонтери пред се доброволни служители на Црвениот крст и тие се едни од стожерот на нова организација Хумана. Тие се неизоставен дел на секоја ваква акција и нивната задача е нели да помогнат околу самото спремање на оваа акција и околу организирањето и ангажирањето на страна на екипата што им помага. По околу 200 на волонтери. Освен во текот на денешниот ден, крводарителската акција која се одвива во ликовниот салон ќе се реализира и утре. Ланската го струши рекордот за најмногу дарување на една акција на државно ниво. Зошто да не биде така и годинава? Пожарот кај село Бањица е локализиран, но се уште активен, информираат од Центарот за управување со кризи.
Цела недела надлежните не може да се справат со огнените јазици, иако веќе 2 пати интервенираа на овој простор, вработените во шумското стопанство Бабуна повторно на помош ги бараат авионите за гасење канадери. Теренот е многу тешко пристапен и затоа гасењето треба да оди од воздух наместо од земја. Екипи пожарникари и денеска се на лице место, состојбата е во фаза на приправност. Надлежните информираат дека пожарот досека зафати огромна површина од 1000 хектари. Гореше дап, бука, деградирана шума, трња и сува трева. Инаку пожарот во близина на Бањичко кале е најголем во Велешкиот крај ова лето. Огнот гори цели 8 дена. Честитка за Рамазан Бајрам до верниците со муслиманска религија од градоначалникот Горан Петров. По овој повод во општина Велес денеска се одржа прием на представниците од Сдружение на граѓани, политичките партии и местните заедници. На средбата градоначалникот истакна дека Велес е место каде 20% од населението е со муслиманска вероисповед. Тоа треба да не прави горди, затоа што ги надминуваме разликите и во соживотот живееме едни со други, а не едни против други. Го прогласи Велес како град на толеранцијата, место каде нема верска нетрпеливост. 20% од жителите на општина Велес се со муслиманска вероисповед, значи близу 20% од луѓето кои што се припадници на разни националности, како што е турската, бошњачката, албанската, ромската и други кои што имаат примено муслиманска вероисповед, се бројка со која што мораме да се гордееме, затоа што со тоа се покажува и нашата различност и градот Велес како град на толеранцијата има полно право да каже дека подеднакво ги почитува сите религии и сите ни живееме заедно, едни со други, а не едни покрај други. 6-та година поред во општина Велес се организира прием по повод Рамазан Бајрам. Оваа традиција треба да опстои, сметаат верниците муслимани, го делат мислењето со градоначалникот дека соживотот е на високо ниво. Свадно ова покажува дека во Велес има соживот, не се двоиме по вера, по религија, по обичаи, по традиции. И ова е примери за другите општини како треба да се живеат граѓаните на општина Велес. Иако уредно поканети, на денешната средба не присуствуваа представниците на исламската верска заедница. Оџите имале неодложна работа, беше ставот кој го пренесува дел од поканетите.